Партијата Смер на Роберт Фицо е тесниот фаворит на престојните парламентарни избори во Словачка. Тој вети дека ќе ја прекине воената поддршка за Украина. На Украину Нема да испратиме ниту еден куршум во Украина од резервите на државата. Словачка досега беше силен поддржувач на Украина, донирајќи својата флота од борбени авиони МиГ-29 од советската ера и систем за воздушна одбрана Си-300. Фицо вели дека таквата поддршка ја продолжува војната. Тој се противи на санкциите кон Москва, вели дека ќе ја блокира Украина за да се приклучи на НАТО. Пречо не принудиме? Зошто да не ги принудиме за војуваните страни да ја искористиме тежината на ЕУ и САД, за да ги натераме да седнат и да најдат некаков компромис, што ќе ја гарантира безбедноста на Украина. Партијата на Фицо на анкетите има околу 18% поддршка, што не е доволно за да му обезбеди целосна победа. Претходно, 2 пати беше премиер на Словачка. Фицо беше принуден да поднесе оставка 2018-та, откако убиството на истражувачкиот новинар Јан Куцијак и неговата свршеница Мартина Кушнирова предизвика масовни протести. Од тогаш, Словачка има 4 различни премиери за 5 години. Се чини дека Фицо ја поврати својата поддршка, делумно како резултат на неговите повици да се прекине поддршката за Украина. Словачка историски има доста голем дел од општеството со проруски чувства. Фицо ја поврза поддршката за Украина со економските проблеми на Словачка. Значи, само да ви дадам пример, давајќи воена поддршка за Украина. Ние одземаме безбедносни гаранции од Словачка. Со обезбедување финансиска поддршка за Украина, земаме пари од словаците, на кои им е повеќе потребна. Фицо го гледа унгарскиот премиер Виктор Орбан како иден сојузник во однос на НАТО и Европската унија во врска со Украина, велат аналитичарите. Так, подле мња би не бил достаточно одважен на то, аби сам Мислам дека тој не е доволно храбар да биде единствен противник, но сега кога го има Орбан, има солидна основа да му се придружи. Стана многу проруски насочен и шири руски наративи. Во неколку други западни земји, популистичките партии, скептични за поддршката на Западот за Украина, уживаат значителна поддршка. Се плашам дека тоа може да предизвика домино ефект, особено во земјите кои чекаат избори. И мислам, веќе гледаме во Полска дека се поставува прашањето за поддршката на Украина. Во анкетата, веднаш за Фицо е партијата Прогресивна Словачка, која е силно прозападна и ја поддржува воената помош за Украина. Аналитичарите велат дека коалицијските преговори ќе бидат тешки за која било партија, а изборите веројатно нема да стават крај на политичките превирања во Словачка.